Почитаме Свето Писмо и сите други црковни книги се зборува само и за нашето спасение, како треба да го живееме животот и како да се одржуваме по целиот наш живот. Се вели, вечна е милоста Божија, вечна е љубовта Божија. Се што е полезно за нашите души и мир во светот, тоа го бараме од Бог. Да се сакаме, да имаме мир во душите прво. Најбитно во се, да го сочуваме единството во црквата, единството во фамилијата, единството кај нас сите, да можеме, што Бог ни го дал преку целиот живот, и ни помага, и ни упатува, и мисли, како што реков од почетокот, секојдневно на нас, а ние, баре малку, да можеме да си дадеме еден на друг љубов, милост, искреност во срцата и душите, да си дадеме, да се сакаме, да си дадеме љубовта, што реков, и најбитното да можеме да се нахраниме со духовната храна, која е најбитна од се друго. Ќе јадеме, ќе пиеме, ќе помине тоа. А духовното, зборот, што ќе го кажеме, е најдоброто и најлошото. Оти можеме со убав збор, не само ние да се нахраниме, можеме да ги нахраниме и сите околу нас. Ако кажеме лош збор, тука е најлошото и најтешкото во нашиот живот. Тоа тешко може некој после да ти прости и да ни прости фактички за се што сме кажале лошо. Некој ќе каже, таму тоа што тој напаѓа, тоа не. Секој е лошо и секој добро испаѓа од дома. Испаѓа од овде од црквата, од најблиските. Од најблиските испаѓа и доброто и лошото. Рекол почетокот, Свето Писмо и Евангелието има многу приказни како треба да го живееме нашиот живот. И денешниот Евангелие убаво се вели за богатиот и сиромавиот. Богатиот живе раскошно. Сиромавиот јаде од ронките од маслен со пагаре долу, кучињата кај што јаде. Ама и ние така во целиот наш живот не размислуваме дека после што иде после нашата смрт. Како ќе одговараме пред Христа? И ќе го молиме и Него и сите пророци и светители да ни прости за што сме грешили. Затоа сега Господ и дава, како што рекол пред малку пак, ни пушта знаци, ни пушта некои работи да ни укаже како треба да го живееме животот, дека не е битен толку телесното, колку што е неопходно духовното. И така, кога починал и богатиот и сиромавиот, богатиот отишол во пеколот, сиромавиот отишол во лоното на Аврама, во рајот. Готова го замоли Бога, богатиот да го пушти Лазара, да го натопи прстот во вода, оти му гори јазикот. А тој му рекол дека го има Евангелието, го има тоа и дека ако се раководиш во сега со тоа, немаше тоа да се деси. А вика се пушти ги моите браќа исто да не го прават тоа. Како е тоа? Го имаме Евангелието, го имаме Писмо, Свето Писмо, го имаме Бога. Ако се раководиш према Него, нема да грешиме. Нека Господ Бог ни даде сили, ни даде можност, го ни дава. Ние тоа да може да го примеме што ни дава. Да можеме да го примеме со љубов, со искреност,
со нелицемерие, со нељубоморие и завист, спрема браќата и сестрите и спрема сите други. Него од нас искресне љубов на добрина, љубов на искреност и љубов да се сакаме еден со друг. Да можеме да го малку забаталиме по наш, каже збор, богатството и сите други телесни работи кои се необходни, а да можеме да се нахраниме со духовна храна која ни е најбитна во нашиот живот. Да имаме мир, кој е најбитен во се, бидејќи ако имаме мир во душата, во телото, мир во фамилијата и општо сега мир, ќе имаме здравје, ќе имаме спасение, ќе имаме се што ни дал Бог. Господ сите нас. Амин.